одиме и на терен, како што ви ветивме. Никола Станков е веќе подготвен за вклучувањето. Никола, добро утро, повели. Добро утро, колеги. Од вториот ден од празникот Рамазан Бајрам, кој го прославуваат верниците на исламската верска заедница во Македонија, сите оние кои се следачи на Аллаховото учење. Ние сме ова утро, како што најавивте и вие, во Скопско Батинци, во Санџак џамијата, и тука сме втор пат. Еднаш бевме на почетокот, околу 10 дена од почетокот на постите, кога ги запознавме нашите гледачи малку повеќе со сите оние традиционални начини на славење на празникот, молитвените ритуали, што е се она што во постот треба да се испочитува за овој празник, како Рамазан Бајрам, како и нашиот христијански Великден, да биде одбележан на вистински начин. Ова утро повторно сме, како што кажав, во Санџак џамијата во Скопско Батинци и заедно со мене е нашиот домаќин, имамот Кадрија Мурич, кому ова утро му посекам добре дојде во утринската програма овој пат во живо, и пред се да ви го честитам Рамазан Бајрам, еден од најсветлите празници во исламот. Честит празник. Фала ви многу. Фала и на вашата телевизија. Вие сте наш пријател. И благодарност што дојдовте да не интервјуирате, да се запознаеме подобро, по-темелно за овој верски празник. Така, и пред еден месец стоевме баш овдека во просториите на џамијата, во ова сала, да речам. Зборувавме за постите, зборувавме за се она што треба да се направи, да се испочитува и да се подготви телото и духот за доаѓањето на овој ден. Денеска е вториот ден на празникот. Како се празнуваше, вчера беше главниот ден на прослава, како помина денот. И тука во џамијата и во семејствата. Па вчера беше првиот бајрамски ден, денеска е вториот бајрамски ден. Овдека во џамијата најпрвен се изврши утринската молитва, сабах намаз, и потоа се обави бајрамската молитва. Верниците доаѓаат масовно на бајрамската молитва, која представува кулминација или круна на нивниот рамазански пост, на нивните рамазански обреди, ибадети, молитви. На вчерашниот ден, на обавување на бајрамската молитва и сабаската молитва, Аллах Џелешануху им простила на оние кои се труделе во месецот Рамазан да обавуваат разноразни видови на молитви, разноразни видови на обреди. Аллах Џелешануху ги повикува ангелите, мелеките за сведоци дека им опростил. И Аллах Џелешануху ги повикува мелеките и ангелите да бидат сведоци дека тие од џамиската молитва, од сабаската и бајрамската молитва си одат дома среќни и расположени, затоа што Аллах Џелешануху им ги простил гревовите и затоа што Аллах Џелешануху обилно ги наградува. Потоа секој меѓуседно овдека во џамијата и по дома и по комшиите си го честитат празникот, се посетуваат меѓуседно, едни на други си простуваат затоа што ние сакаме Аллах Џелешануху да ни прости, бидејќи ние прижелкуваме и го молиме Аллах Џелешануху да ни прости, ние сме спремни и треба таа прошка да ја даруваме на останатите. Потоа секој си се собира дома на својата бајрамска софра, сите си појадуваат заедно и потоа тргнуваат по комшиите, по пријателите, по роднините, меѓусобно се посетуваат, меѓусобно си го честитаат бајрамот, а малите најмалите дечиња одат со кесички, убаво облечени, убаво накитени од куќа до куќа, им го честитаат на домаќините бајрам празникот и домаќините великодушно ги даруваат со парички, со бомбончиња, со сладки некои закуски и така натаму. Кога зборуваме за Бајрам, Бајрам представува празник и на обединување со семејството, но на обединување и со верата. Може би оние кои малку во текот на годината не биле целосно достојни во смисла на почитување на оние верски ритуали кои треба сите ние како верници во својот домен да ги почитуваме. Во таа смисла, како Рамазан ги
го прочистува духот, како овој Рамазан Бајрам го прочистува духот на луѓето и како им дава нова сила да продолжат и во следниот период кој следува, до следниот празник и со своите блиски, да бидат потолерантни, како да кажам, добри верници. Па знаете, пред се Бајрам е духовен обред и пред самата бајрамска молитва и на самата бајрамска молитва има делови каде што се обавуваат обредите, а има делови каде што се одржува предавање. Дакле, во овој михраб овдека, овој дел се вика михраб, во превод значи ниша, каде што стои имамот и заедно со верниците ја обавува бајрамската молитва. Онај дел таму се нарекува курсија, тука се држат предавања и овој дел горе се нарекува мимбер, од тука се праќат бајрамските молитви. Тоа значи дека Бајрамот е повеќе слојна молитва, која на верниците им дава една духовна сила, им го зајакнува нивното верување, ја зачврстува врската со својот Господар, со Аллах Џелешану, и така тие обреди влијаат врз духовноста, влијаат врз карактерот, влијаат врз животот, врз мислите, врз сета она позитивност која треба да ја изнесеме од тие обреди и да ја пренесеме на другите, на останатиот свет. Тоа е суштината. Да ние се наполниме со таа позитивна енергија од тие пораки, од тие молитви, од тие обреди и сета таа позитивност која сме акумулиране со убава насмевка, со убаво однесување, да ги пренесеме кон другите, не само кон своите, кон пријателите, туку кон комшиите. Ние сме си овдека во нашава држава Македонија со разни нации, со разни верски конфесии, пријатели, комши, и тоа на Бајрам намаз се пренесува и на сите други со една убава мисла, со една убава насмевка. И кога зборуваме за Бајрамот, и вие лично како имам сте доста ангажирани, особено во делот на постите на оние молитви кои тука секојдневно се одржуваа, како што зборувавме и во минатиот прилог. Како се балансира меѓу семејството и она што представува духовно служење на Аллах и за потребите на празникот? Па видете, се обидувам да балансирам и се обидуваме да балансирам, меѓутоа во прв план е верскиот живот, а нашите фамилии имаат разбирање, понекогаш сме повеќе ангажирани кога тоа налагат потребите и обредите во џамија и во тие џамиски активности, отколку дома кога ќе се вратиме, едноставно нашите домашни веќе се навикнале и имаат разбирање. Тоа е дел на мисијата, тоа е дел на обврската која имаме кон верниците, се она што им е потребно да се објасни, се она што им е потребно да биде тука, имамо заедно со џемато, со верниците, ради обавување на тие заеднички молитви. Ние нормално тоа го обавуваме тековно и едноставно тоа представува и задоволство, затоа што знаеш дека во твојата свест има мисла дека си поблиску до Бога, дека си му покорен, дека си му одан нему, и тоа све пројавува кај човекот надеж дека ќе биде награден, дека ќе биде удостоен да живее убаво на овој свет и на идниот свет. Вашиот колега од Иса Беговата џамија во Скопје ќе каже дека за бајрамската трпеза жената е царица на куќата и таа одлучува што се ќе се најде и на трпезата и на каков начин ќе се пречекаат гостите. Певе, на каков начин се пречекаат гостите во текот на вчерашниот и ќе се пречекаат во текот на денешниот ден кај вас? Па нормално, се пречекуваат гостите со тие традиционални јадења, со баклава, со некои сладки закуски. Најпрви треба да се пречекаат гостите со насмевка. Со чисто срце, со ведро лице. А она што ќе се најде на трпезата, што нашите домакинки вредно се подготвувале неколку дена порано, се подготвувале така што ја чистеле куќата, да изгледа убаво, се стават најубавите покривки, се става најубавото се она што може да се украси
еден дом за да гостите која ќе влезат да се осети тој бајрамски амбиент, да се осети тој празничен амбиент, да се осети таа ведрина, да се осети таа припадност кон Аллах Џелешануху, да на најубав можен начин се обави тој ритуал и на најубав можен начин да се тој ритуал на честитање, на благосостојба, на простување, на праќање, на позитивни пораки, да се пренесе на сите оние кои доаѓаат во нашиот дом. Минатиот пат кога зборувавме, ја спомнавме и теравијата како баш бајрамска молитва во таа смисла. И сакам да прашам еве сега во следниот период кој следува, кои се оние молитви кои ќе се спроведуваат, односно ќе се како дел од она што представува стандарден ритуал на молење и барање нели прошка од Аллах и поврзување со Аллах, со вашиот Бог, сега после празникот, што е она што ќе се смени во текот на следниот период? Па како што приметивте во месецот Рамазан, имаше една посебна молитва, вечерна молитва, која се нарекуваше таравија. После бајрамската молитва идат оние редовни молитви во џамијата, на утринската молитва сабах, пладневската пладне, помеѓу пладне и зајдисонце и киндиската молитва, на зајдисонце акшамската молитва и после акшамската молитва иде јациската молитва. И после третиот ден од Бајрам намаз се пости уште 6 дена како доброволен пост. Затоа што нашиот пратеник Мухамед ﷺ рекол, кој ќе го испости рамазанскиот пост 30 дена и во месецот кој следи, после Бајрам ќе испости уште 6 дена, тоа се 36 дена, има награда како да постил цела година. Има награда како да постил 365 дена. Така да, тоа се тие додатни обреди, што после третиот ден на Бајрам, кој сака, тој е на доброволна база, може да пости уште 6 дена, може да ги пости и со задршка, значи да пости 2 дена или 3 дена, може сите 6 дена да ги испости одеднаш, тоа е значи на доброволна база и тоа се тие додатни обреди и бадети кои се обавуваат после Бајрам, бајрамската молитва, после самиот Бајрам, празникот кој трае 3 дена. Така. И на крајот, што е она што го покрај честитките за празникот што може да го патиме до гледачите кои се од исламската вероисповед, а може би немале прилика да бидат дел од вашите молитви, што е она што би им го пренеле од тука од Санџак џамијата како порака? Видите како порака кон верниците се пренесува да ние бидеме константни, устрајни, континуирано да ги обавуваме тие исламски обреди и сите исламски научници препорачуваат да сите они обреди во Рамазанот кои оставиле траг на нас, на нашето битие, на нашата духовност, да се продолжат со исто темпо, бидејќи со тоа докажуваме дека сме му искрено покорни на Аллах Џелешану. Тоа е една работа. Друга работа е порака за сите ние во оваа наша држава, кај што си живееме, Македонија, сите ние кои сме си овдека комшии, кои сме си овдека едни покрај други, сите ние да живееме во едно меѓусебно разбирање, во еден меѓусебен мир, во една меѓусебна кохезија, во едно меѓусебно просперитетно, продуктивно живење, да си бидеме најпрвин комшии, да си бидеме најпрвин пријатели кои едни на други ќе му пружат рака не само кога е потребно, кога сме во тешкотија, туку и кога се веселиме и кога празнуваме. Тоа дава една посебна сласт и драж на нашиот меѓусебен заеднички живот. Така. Благодарам што ова празнично утро успеавте да одвоите време за Сител телевизија, да дојдете и заедно да ја пренесеме сликата за големиот муслимански празник Рамазан Бајрам. Благодарност и до вас, и до вашата Сител телевизија, што дојдовте, што не удостоивте да бидете наш гостин
и секогаш ќе видите наш драг гостин кога и тоа да биде потребно. Ви благодарам. Благодарам и јас. Јована и Александар, ако немате некое дополнително прашање, толку од Скопско Батинци, од Санџак џамијата, каде што ова утро поразговаравме за сите оние ритуали кои се овие 2-3 дена актуелни за време на прославата на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, и уште еднаш честит празник до оние кои го слават. Да, благодариме, Никола. Немаме дополнителни прашања, се разбира, имаме честитки за верниците, нека им помине и овој ден во мир, во среќа, во хармонија, им посакуваме прекрасни празнични мигови.